Благодарам, почитувани граѓани, драги битолчани, и мене ми представува огромна чест секогаш кога сум во Битола, во овој убав град, град на култура, на спорт, но јас би додал дека град кој што има и огромен економски потенцијал, кој што во новите услови сега кога веќе сме практично во НАТО, целосно ќе дојдат до израз можностите да се развива економски Битола. Ви благодарам што еве во недела дојдовте на оваа трибина, која што е насловена Фер општество, шанса за сите, каде што ние зборуваме за нашите главни приоритети, што е направено до сега и што сметаме да направиме. Затоа јас прво ќе почнам со некои од поважните проекти кои што во моментов се спроведуваат главно преку Министерството за финансии, а потоа ќе зборувам за главните приоритети кои што се на владата, пред се за зголемување на животниот стандард на граѓаните, на сите, вклучувајќи и Битола, како еден од поважните градови во нашата земја. Прво, пречистителна станица Битола до крајот на годинава ќе започне практично изградбата на пречистителна станица на отпадни води, која што е проект во големина од 28 милиони евра, а доброто е што Европската унија преку ИПА програмата ќе ни даде грант од 21 милион евра. Ова е координирано преку Министерството за финансии. Практично граѓаните на Европската унија директно ќе поддржат изградба на проект тука во Битола. Пречистителната станица ќе обслужува некаде 113.000 граѓани. Исто така проектот ќе има и некои други фази, ќе се градат канализациони мрежи, ќе се направат во Битола нови канализациони мрежи од 9 километри, а ќе се реконструираат постојни канализациони мрежи од 13 километри, со што ќе се обезбедат многу подобри услуги за голем број на граѓани. Овој проект ќе биде завршен до 2021 година. Исто така, преку еден друг проект, МСИП се вика, или проект за подобрување на општинските услуги, тој исто така се работи преку Министерството за финансии, а е поддржано од Европската унија и од Светската банка. Се градат локални улици во Битола, поточно во населбите кои што се блиску до поранешната касарна. 17 нови улици се градат, и тоа во две населби, во АРМ 1 11 и уште 6 во АРМ 2 населбата. Важно е дека ние правиме притисок, тие дел од улиците се завршени, но настојуваме да бидат што побрзо во првата половина на годинава и другите завршени. Јас благодарам и за одличната соработка и за општината и за градоначалничката кои што прават овие практично важни инфраструктурни проекти да бидат завршени. За нас како некој кој што гледа од централно ниво е најважно да се развиваат, да градиме вакви локални патишта, да правиме локална инфраструктура, бидејќи само така нашата земја економски ќе може да се развива. Исто така, веројатно ова го знаете, но ја ќе го потенцирам, бидејќи и тоа е со грант пари, значи со пари директно финансирани преку Европската унија, се прави во селото Лавци, практично до наредниот месец ќе биде завршен водовод, нов резервоар за вода и изградба на улица во селото Лавци. И ова се три проекти кои што еве генерално се во финална фаза и ќе бидат брзо завршени. Ние и во моментов и постојано сме во комуникација, зборуваме што ново би требало да биде вклучено. Ова е и добра можност да кажеме кои се потребите, па да гледаме и на централно ниво како да ги мислиме да ги обезбедуваме, но и сега има огромна енергија и поддршка од нашите пријатели, од Европската унија, од Светската банка, од ЕБРД, кои што сакаат да ни помогнат и да ја развиваат земјава. Ова е еден дел околу проекти. Јас сега би сакал да зборувам, тука и подпредседателката зборуваше за тоа, но е многу важно да зборувам околу растот на платите. Растот на платите ни е еден од најголемите приоритети. Зошто? Бидејќи значи, ако сакаме животниот стандард да расте, потребно е платите да растат. Тоа ни е главна определба. Немаме дилема дека мнозинството наши граѓани, каде и да одиме, и во Битола, и во секој друг град во Македонија, живеат своите
плати, нема друг капитал, нема дивиденди, нема акции и тоа е важно. Ние имаме определба да правиме притисок платите да растат. До сега имаме остварено резултати. Имено, ако се споредува 2018 со 2017 година, платите порасна за повеќе од 1300 денари и тоа е најголем раст од било која година ако одите наназад, некаде до 2010 година. Никогаш немало ни споредливо толку висок раст. Ако се гледаат само месеците декември 2018 со декември 2017, растот е уште посилен, е повеќе од 1900 денари. Што е важно, платата веќе во декември 2018 година, просечната нето плата се приближи на 26.000 денари и тоа растот во 2017 пред се беше највеќе заради растот на минималната плата, заради она зголемување на минималната плата, кое што направи кај најранливите наши граѓани кои што работат да имаат повисоки плати. Но добро е што гледаме во 2018 година, посебно во втората половина, што дојде и до зголемување на платите во попродуктивни дејности, кои што работат со поголема додадена вредност, значи тамо платите почнаа да растат. Ние знаеме дека нивото на плати е се уште ниско, но како влада имаме определба да правиме се платите да растат. Добро е што растат во приватниот сектор, но исто така ние во 2018 година ги зголемувавме платите и во клучните стобови на општеството. Тоа беше во армијата, но ги зголемувавме платите и во градинките на наставниците, во училиштата, на наставниците, на лекарите во болниците пред се од септември и нема да застанеме тука. Од јануарската плата лекарите добија ново зголемување, лекарите специјалисти, медицинскиот персонал, медицинските сестри, потоа во септември 2019 ќе има нови зголемувања на платите кои што треба да обезбедат луѓето да бидат позадоволни од платите, но и да даваат и подобри услуги во нашите болници, во нашите училишта, во градинките. Поврзано со ова е вториот најголем проблем во нашава земја, тоа е вработеноста или невработеноста. Исто така имаме одлични резултати во поглед на намалување на невработеноста. Некаде во 2017 година невработеноста изнесуваше 22,4%, за денес да изнесува 20,8%. Се уште е на високо ниво, но во 2017 година бројот на вработени во нашата земја, во Северна Македонија се зголеми за 14.000, исто така и во 2018 се зголеми за 14.000. Во овие 2 години вработеноста е зголемена за 28.000 нови работни места, за 28.000 нови вработени. Исто, ако се погледнат податоците од евиденцијата на Агенцијата на вработување, само во Битола отворени се околу 3.000 нови работни места во последните 2 години. Зошто, ако се гледа на ниво на државата, кои се главните причини за ова, е тоа што многу повеќе средства оделуваме за активните мерки за вработување. Тие во буџетот за 2019 година изнесуваат 1,1 милиарда денари и тоа колку се, тие се некаде 3 пати повисоки од тоа колку одвојуваше претходната власт за решавање на најголемиот проблем во земјава, или ако некаде до 2014 година биле некаде меѓу 200, 300, 400 милиони денари, ние, значи, 3 пати повеќе пари издвојуваме за ова и вториот канал сигурно е поддршката на предпријатијата, пред се на домашните предпријатија, која што ја обезбедуваме преку буџетот за тие да отвараат нови работни места, да инвестираат, да даваат повисоки плати. Исто така правиме и некои работи многу подобро, например повратот на ДДВ према фирмите, кој за разлика од порано сега е брз и е неселективен, нема никој потреба нити да ургира, нити да се јавува, току фирмите го добиваат како што треба. Многу е зголемен, некаде за 20% е зголемен во однос на 2017 година. И би требало да кажеме дека ние во овој процес на влез во Европската Унија работиме на и програма на економски реформи, која што порано за претходните влади не била приоритет, а минатата година ние добивме признание дека во поглед на реформите и оние
оние практично барања за подобрување во економскиот дел кој што ЕУ не ги поставува, ние имавме најголеми резултати, најмногу остварување во поглед на сите земји кои што се accession, кои што се пред вратите, пред портата на Европската Унија. Оваа година работевме дури и попосветено, јас минатата недела имав состаноци со луѓе од делегацијата и ние имаме повеќе остварено резултати во поглед на претходната, бидејќи стварно овие реформи ни се за нас приоритет. Во оваа прилика кога зборуваме за економски реформи и за членство во ЕУ, секако дека мора да се спомне и членството во НАТО, бидејќи искуството на сите земји во регионот кои влегуваа во НАТО беше дека многукратно се зголемуваше приливот на капитал, инвестициите кои што доаѓаа од надвор. Например, во Бугарија, ако се споредува некој период 5 години пред членство и 5 години после членство во НАТО, странските инвестиции се зголемени некаде од 7% на 19,6% од БДП. Слично нешто се случи во Црна Гора, каде што се зголемија, каде што се дуплира, или во Албанија исто така се дуплира од 5,5 на 9,1%. Во основа, ако сакаме едноставно тоа да го кажеме, тоа значи дека доаѓа капитал од надвор кој што отвара нови производни капацитети, создава нови работни места, вработува луѓе, бидејќи ќе постои конкуренција, ќе дава подобри плати, таа конкуренција ќе прави да растат платите и практично стандардот да оди напред. Многу важно кое што ние како влада се залагаме во овој период е и социјалната реформа. Со буџетот за 2019 година предвидени се за 2,2 милиарди денари зголемување на практично на трансферите до граѓаните за социјална заштита. Имаме нови програми како што се минималниот гарантиран приход и семејниот пакет на права, кои што за неколку пати, околу 300% ќе го зголемат социјалниот трансфер до овие најранливи граѓани. Исто така, тука многу е важно дека ќе го зголемиме опфатот и на образовниот и детскиот додаток, и тој ќе биде за повеќе од 60.000 деца, значи многукратно повеќе деца ќе добиваат ќе добиваат заштита од граѓаните, заштита од буџетот за практично граѓаните да можат, посебно ранливите граѓани, да почувствуваат дека нивните деца ќе имаат подобри услови да одат во образовниот процес. Јас мислев да зборувам дел и за финансиите, но ќе ги кажам само во една реченица. Ние во овие скоро 2 години ги стабилизиравме финансиите. Денеска Македонија има одлична ликвидност, може да ги реализира сите своји обврски. Исто така, долгот кој што енормно растеше, сега е ставен под контрола со редица мерки. Ако сакате, можеме да зборуваме за тоа. Ни беше приоритет да направиме транспарентно за секој граѓанин, да може да следи како се трошат парите, и денес веќе имаме одлични резултати во поглед на транспарентноста. Еви, за крај ќе кажам, бидејќи ова е сега во процес, чекаме да се изгласа од парламентот, заради добрата насока во која што се движи земјава, пред се заради НАТО, но и добрите фискални политики, успеавме и оние субвенционирани стамбени кредити кои што постоеа и порано, денеска да бидат со каматни стапки многу подобри од било кога до сега. Практично каматната стапка за такви стамбени кредити отиде под 3% или точно 2,9%. Тоа е добро, бидејќи тоа значи дека граѓаните плаќаат најниска можна цена од било кога од независноста. Веќе тие се споредливи со некои земји кои што биле многу понапред од Македонија. Јас пред да се нафатам на оваа позиција, сум гледал во европски земји каде што граѓаните имале можност да доаѓаат до такви кредити, сум си прашувал кога ќе дојде, како да направиме да дојде такво време во Македонија, и добро е дека дојде такво време. И успеавме да ги намалиме тие каматни стапки. Исто така е важно тука дека во тие проекти за субвенционирање на кредити за граѓаните, да им овозможиме кои што немаат своje живеалиште да дојдат, и ја зголемивме и државната поддршка. Сега најавувам дека е во собрание тој проект
и дека се очекува брзо да биде изгласан и потоа ќе може да се аплицира за овие проекти. Ви благодарам многу и ќе ми биде мило да поразговарам.